Драги кавадарчани, почитувани сограѓани, чувствуваме должност спрема вас да ве запознаеме со реалната состојба на задолженоста на општина Кавадарци, предводена од работењето на градоначалникот Митко Јанчев. Значи, во моментот општина Кавадарци има високо ниво на задолженост. Кавадарчани заслужуваат искрен приод за да ја дознаат реалната состојба на општина Кавадарци пред се низиното задолжување. А фактите се следни. Од официјалните извештаи на општина Кавадарци од 2017 година, актуелниот градоначалник Митко Јанчев од неговиот претходник наследил задолжување на општината со околу 25 милиони денари или околу 406.000 евра и два кредита во износ од 66 милиони денари или околу 1 милион и 70.000 евра. Со последните официјални извештаи на општина Кавадарци за 2021 и 2022 година, задолжувањето на општина Кавадарци е во износ близу 139 милиони денари или 2 милиони и 200.000 евра. На ова задолжување треба да се додаде износот на задолжувањата со нови кредити и тоа во износ од 179,5 милиони денари нови задолжувања врз основа на нови кредити. Уште покарактеристично е тоа што крајот на 2021 година, односно со извештаите со 31.12.2021 година, обврските на општината биле 88,5 милиони денари. За период од 3 месеци со 31.3.2022 година пораснат на 139 милиони денари, значи за 3 месеци задолжувањето пораснало за износ од 50,5 милиони денари. Ваквиот недомаќински начин на функционирање лошо ќе се одрази и за локалната економија, затоа што ќе следат проблеми со неможноста за навремена исплата на обврски спрема локалните фирми, како и спрема други фирми добавувачи на општина Кавадарци. Истото тоа може да се види и од извештаите. Општина Кавадарци не само што должи, туку сите обврски се обврски со над 60 дена доцнење. Драги сограѓани, ваквото големо задолжување на градоначалникот Митко Јанчев на среден рок ја доведува во прашање ликвидноста на општина Кавадарци. Но ова се исто така и долгови што ние како кавадарчани ќе треба да ги враќаме во наредниот период.